Во голем број годинава, како и претходните три, верниците во голем број го посетуваат манастирот посветен на светата маченицка Софија во Штип. Имаме од страна Кочани, Кочански села, има од Струмица, има Кумбиња, има организирано. Некои од нив се прв пат тука. Прв пат вие тука? Прв пат. Од каде сте? Зрновска општина. Така. Како дознавте, како... Па случајно преку медиумите. Да, дека постои ова... Да, дека постои, малце се распрашавме до кај да најдеме каде што е и посетивме. Секоја година доваѓаме кој има. Дали земате од водичката? Зем. И досега дали има некој? Па добро е. Стално доваѓам, ама на овај ден баш не сум знаја. Велат дека има чудотворна, односно света водичка, дали земате од нејзе, како е досега? Обовезно. Дека да идам, обовезно водичка зием и знам дека има Маготворно. Да. Ктиторот Костадинов ја потврдува светоста на водата. Да, имаме и дечиња, од неа имаме брак склучено, млади. Кои сушност биле мајката Света Софија и незините три ќерки, светите маченички, Вера, Надеж и Љубов. Во Рим, во Италија живеела некоја вдовица по име Софија која била вистинска христијанка и незините три ќерки им ги дала токму имињата на трите добродетели христијански Вера, Надеж и Љубов, поучувајќи ги децата во христијанскиот дух. Затоа слушнал и царот Адријан кој ги повикал во царскиот дворец и испитувајќи ги тие нивната мајка заедно со трите деца го исповедала Христа, не плашејќи се од никакви лути маки. Пред неа царот наредил да ги мачеле и пред незините очи незините три деца биле исечени и луто мачени. Таа ги земала нивните три тела, ги изнесла надвор од градот, ги погребала на некое чисто место и погребувајќи ги и таа ја предала својата душа на Бога, заедно со незините три ќерки населувајќи го Царството Небесно и насладувајќи се во вечноста Христа ради.